Значи, јас со човеков се знам добро, ние бевме и пратеници во исти состав, имавме многу сериозна размена на диалози на парламентарната говорница, тоа е објавено мојата прва книга за нас, која што за жал е распродадена, ама има онлайн, каде што ја на него му викам, кога мене ме прислушуваат вашите тајни служби, бидејќи они ми отвараат веднаш досие, и тоа е објавено. Значи, мене кога ме прислушуваат, во тие разговори ве прислушуваат и вас, а вие сте вице-премиер на владата. Тоа е единствената врска. Инаку да, од тој човек имам добиено понуда да не се занимавам со политика, да ми помогнат да напредувам, ја тоа го одбив. Ја не бев као Антонио, не барав. Антонио бараше, па беше одбиен. Колку ви нудат, Петровски? Не, пари не ми нуделе успех у кариерата. Значи да прифатите одредена функција и да напредувате во кариерата. Подоцна Стојменов ми нудеше измеку успех у кариерата, кој требаше падне владата на Љупчо. И тоа не го прифатив. Ја мислам дека Љупчо за тоа ме прати во Њујорк. Тоа е 2000 година? Да, која се прави новото. Кој скочи 6 пратеници. Па фалеше да излеземе само јас и Милан Ставрев и ќе паднеше владата. Ќе паднеше владата на Љупчо. Ве носе и вас во молика? Не, мене ме викна Стојменов и ми понуди. Конкретно не ви сега да го офирам човеков, тука беше присутен у таа просторија Измејко, да паднел бугарот Љупчо, морало по секоја цена и ми понудија тоа и тоа. Ја отидов, бидејќи ја имав она, како да кажам, да не кажам глупост, ама младешка наивност, Љупчо беше премиер и он беше некоја икона на нашата партија и му викам овие вака и вака. Минески... И Љупчо ми рече иди пак барај повеќе да видиме колку се спремни да ти дадат. Љупчо си играше партија карти.